Почитувани мои, добро вечер. Продолжуваме со емисијата на разговор со Џони. Она што беше интересно за нас во градот Кочани е учеството на екипата на Баскет Дино на еден голем меѓународен турнир. Тоа турнир се одржа во Прага, во Чешка. Инаку, ова е во кратката историја на овој клуб прво излегување и мислам дека она што го направија таму достојно го презентира кочанскиот спорт, односно кочанската кошарка. Затоа во студиото ги поканив Сашо Лазаров, популарниот Чапо во Кочани, тренер на екипата на Баскет Дино, и Ангелов Љубомир, бек во екипата, еден од учесниците на овој турнир. За двајцата добро вечер. Сакам пријатно да се чувствувате во студиото. Впрочем, ова емисија токму посветена на вас и затоа јас да не должам би ви го дал вам зборот. Сашо, трета година како постои или четврта Баскет Дино? Тоа четврта година. Меѓутоа беше ова прво излегување на еден меѓународен турнир. Што се случи и како се склопија коцките од мозаикот, Баскет Дино да замине во Чешка? Прво да ви благодарам на студиот на емисијата. Добро дојде. Благодарам до тебе што сите информации од кошарката правовремено беа до слушателите на Канал 8 и до гледачите. И до гледачите на Канал 8. Па таму спонтано се случи, мислам, моите стигнаа таму на пети. Како се случи да заминете токму вие на овој турнир? Тоа ме интересира. Па тоа се преку интернет се пријавивме екипата Баскет Дино со Милениум, со КК Милениум, кои они пред 2 години беа во Прага. Требаше прво да идеме за Виена на првиот меѓународен турнир, мислам тоа е исто Монте го прави ФИБА. На ФИБА и тие се трите најголеми турнири во Европа. За млади категории. За млади категории тоа е, значи, во Виена, прво во Прага и во Гетеборг. Вие бевте генерација? Генерација ние беме М16, значи таму на турнирот се од најмалите, значи од М12 до М20, значи машки и женски. Ние се такмичевме во М16 лигата, а Милениум беше во М18. И во М14 мислиш? Во М14, да. И мислам таму стигнавме првиот ден, напорно беше, например, и долг пат децата беа уморни. Првиот ден да се средивме таму во хотелот каде бевме и почнавме, турнирот почна на 5. Значи турнирот траеше буквално од 5 до 9. Од 5 до 9. Да. Колку екипи имаше ме интересира на турнирот? Па имаше над 100 екипи од сите категории. Значи од М12 колку имаше во вашата група? 20 екипи имаше. 20 значи и бете поделени во 3 групи. Во 3 групи по да, некој имаше некој по 4 екипи, да. И 2 по 7 и една 6, како што се моите информации. Информации што беа добиени од таму. Љубомир, ова е твое прво излегување на меѓународна сцена. Млад си вака и што значи за тебе како еден од учесниците на овој турнир е научество во Чешка? Па не е исто да се играе тука и во странство. Тоа е сепак поголемо искуство стекнуваш кога играш во странство, не е исто со тие екипи кога играш и тука во Македонија. Целост беше добро, задоволен сум. Тоа. Ме интересира, ти играш на позицијата бек. Да. Игравте вие против две германски екипи. Есен беше и Чемницер. Да. Играте против Леубен, екипата од Белгија. Беше таму екипата на Пингвини од Словенија. Имавте една екипа од Србија, Сарас, мислам дека се викаше, и Дартија од Литванија. Да. Италси исто. Мола? Италси, тоа е. Италси, да. Прво место во својот. Ме интересира, еве, играше против тие твои, ајде да кажем, конкуренти, твои сепак врсници. Дали мислиш дека нивната кошарка е многу понапредна од нашата?
со оглед на фактот што германските екипи беа, посебно СМВ беше на топовска храна. Да, па Имате 5 победи, 2 порази, мислам. да. Па зависи, некои екипи беа подобри од нас, некои не беа подобри. Например, литванците и германците беа подобри од нас. Другите немаше многу поголема разлика со другите екипи. Од играчки кадар, така дали имат некои играчи што отскокнуваат на некои одредени позиции? Па имат од литванците, од таа екипата има едно дете што скокнува, тој игра за репрезентацијата на Литванија, од другите Просечни, например. тука некаде се сите играчи. Значи, можеме да се носиме, Да. како што викаме, еднакво да бидеме равно до рамо со овие од Европска. Да. Сашо, ти тука го донесе списокот на играчи, на надпревари што ги имате одиграно. Ние преку нашата телевизија објавивме 3 резултата, 3 победи. Првата што беше на Десен, потоа беше втората на Дартија и третата на Чемницер што одлучуваше за третото место. Меѓутоа после ќе кажеме зошто не го освоивте третото место. Некои победи што ги имаш тука забележено и некои порази ги немавме добиено, го оправдуваше со касното играње. Колку надпревари игравте и твоето видување за целиот турнир, вака хронолошки? Па видите, за мојот, мислам, цели дан многу добро беше, например, за мојата екипа. Тоа што само може да кажам дека Баскет Дино комплет, целата екипа не беше, значи тоа е поради други. Со Талси, значи најдобро што одигра и најинтересен натпревар беше тоа со Дартија. Значи на целиот турнир Дартија има само еден пораз. И поразот е 55-56 толку од нас. Таа го освои првото место, така? Таа го освои првото и само еден пораз имаше од нас. Талси исто како Буби, што популарно го викаме се сите ние Талси, тоа е што имаат од Латвија, тоа мислам не од Литванија, значи репрезентативец што може на сите позиции игра. Бе крило не е многу висок, например 1,85 м, али феноменален играч што користен ќе биде тај за екипата. Пингвини, изгубивме од Пингвини словенците, значи 42-38, за тоа значи нас хендикеп тука не беше значи висината. Најголема играчка нас не беше Минов со 1,80 м, значи другите беха многу подале, а Пингвини имаше двојца репрезентативци што со тренерот и комуницираме и не потоа ќе разговараме. Имат две деца над 2,05. 2,05 и тие се деца сега во репрезентацијата на Словенија. Не израснаат тие деца. Распон на раците 2,15. Значи не беа толку добра екипата за да не тепат. Значи на крајот двојца играчи ни искара Минов не го искара, значи немавме друг висок играч и тука се ломеше резултатот и затоа е толку близок, например. Баскет Дино Чемница, тоа добро за Таа ја знаеме. Таа ја знаеме, значи Сорес, тоа са чешни, не, извинете, чежни. Тоа са чеси што водевме со 20 разлика, на крајот заврши, мислам, со 5 разлика. За вас. Да, со тоа што ги подценивме и малку, например, и да слабо одбрана игравме, мислам, за тоа задоволен сум и со успехот. Потоа играме со србите и со Сорес, исто од Белград беа тие, исто не 12 разлика победивме. Изгубивме од домакините од Слован 53-50, тоа се знаеше, мислам дека ќе и со Белгија победивме со Леувен 40-52. И со последната тоа за третото место, мислам, после ќе се правиме ова со Чемницер. Добро, елаборирај го. Со Чемницер, значи, крајно тамо, например, само за организацијата може да кажам дека не беше како што треба. Например, имаше го расправа да играме во Дино баскет баш во саботата, кога игравме, влеговме во салата во 8:20, излеговме вечерта во 22:20. Значи, имаме надпревар во 8:20, после дојдеме, значи, слободно се мислам дека сме на таблата, значи, Дино баскет игра пак во 14 часот, во 18 часот и во 22. Значи, во сабота имавме 6 надпревари кои 5 ги одигравме, последно 6 не го одигравме. Мислам, поради нивна што не дојда другите екипи, што тие службени резултати ги добиваме. Значи, тоа децата и затоа, например, првите две
два надпревари ги одигра феноменално, особено првата, со таа имам и снимки што ќе видите покасно, со есен, што просек висината и беше над 1,80 м. Па самиот резултат зборува 34-82. 82-34. Значи првото полувреме беше 20-50. Прво јас бев изненаден од тоа игра што немаше грешки, например, што на крајот победивме, и втората што бевме, само што почнеме, значи таа игравме во 14 часот, 55-56, до крајот не се знаеше кој ќе победи. Буби, ајде, Сашко рече, така да се ослуваме. Дали имаше посетеност у салата по тебе, организацијата по тебе каква е на еден турнир, и дали ти како млад играч со тај ваш организам, колку можете да издржите, препорачливо да Па да, ви представуваш? имаше посетеност за салата, бидејќи имаше голем број на екипи, и не само, имаше и женски екипи, имаше голема посетеност, зашто се играе повеќе утакмици на едно место. Организацијата беше слаба, мислам не толку слаба, но Како пренатрпано што е Да. било? Да. Значи се прецениле се ги можностите. па секој играч не може да издржи 6 утакмици во еден ден. Тоа Така да. особено за тај организам, за младите, значи треба. Добро, еве идната година ако ве поканат, дали бисте сте се нафанали на ваков турнир со оглед на фактот што е викате слаба организација и дека многу надпревари играте во еден ден? Па мислам дека нема се фанеме па да отидеме во прах. Сашо, јас пред да заминеш што разговаравме, уште тогаш мислам беше постигнат еден договор да комуницираме телефонски Да. на некој начин. Ти ја донесе овде дипломата, јас ќе ја покажам на гледачите. Тоа диплома се пишува овде за освоено 4-то место. Имаш сега едно искуство плюс, меѓутоа прво со овие дечиња како Да. тренер на меѓународен план, кој беше капитен на Деликатес, имаше излегува на многу надпревари. Кои ти се размислувањата за посета на некои турнири со оглед на фактот што кога се врати ми кажа дека си веќе имал некои контакти со словенци и со екипите од Србија? Па прво да ви кажам, многу огромна е разликата играч и тренер. Знаеме кога игравме, например, биле сме во Израел, тогаш например играш. Во Русија бевме. Во Русија бевме, во Загреб бевме, во Бугарија исто бевме, значи друго е таму, например, играш и немаш. Тука, значи, треба да мисли за играчи, треба да мисли за сите, например, за храна, за све. И за тоа, мислам, ова е голем успех прво за градот, прво за клубот, за градот, па за републиката. И таму, баш со ова, со Дартија, пак ќе повторам, надпревар, кога сите комплет цела, мислам и салата и халата што беше таму, играш се околу 12 терена имаше на вота, и значи сите да гледа нас како се радуваме Македонија и Кочани, значи фактички ние. Значи бевте вие амбасадорите Амбасадори на градот. Меѓутоа, пред почетокот, пред заминувањето, еве кога се ти зборувам, кога се договаравме околу она како да контактираме, ми спомна дека сите трошоци паѓаат на падна товар на децата. Па јас и преска ви кажав дека не бевме комплет баскет дино. Значи од тие што ги имам деца, 20 деца што ми играат тоа во дева, само беа 8 деца. И тоа што некој поможа, што се добри, сака да идат, не можат тоа поради немаат финансиски финансии средства. Еве сега Пингвини од Словенија не канат во мај јуни на турнир. Сега во Белград има интересен и квалитетен турнир, тоа 29.4. до 1-2 мај, со Звезда, Партизан, Милано, значи сега цифрата да не ја кажам, што е само 130, само кој ќе само 130 евра, тие не се можни децата и тие родители што го сносат целиот товар на нив. Да, значи паѓа на нив. Значи паѓа, значи колку Што ви помогна, еве, со оглед на фактот што се обратите на неколку фирми на општината се обративте? само не помогнаа родителите. Значи никој. Тоа е жално, мислам, на тоа, значи треба да се поведе малку. Значи сега баш со овие деца
кои во иднина треба да бидат рекламата на градот Кочани, и мислам дека ќе бидат за 1-2 години, значи ќе се игра лига, значи во македонска лига, значи правиме екипа за трета лига, значи за прва нема, значи за тоа мораме овие деца ми се више 7-8 години кои више се изградени како играчи, кои можат и да кажем и тоа дека 3 деца сега имам во репрезентацијата на Македонија М16 и за тоа мислам треба повеќе да се поведе ред за тие млади категории, да не одат на друго место, значи да... Јас ќе ти препорачам нешто, во емисијата сме, пред да опитам Любчето. Идната година, 2013, да планираш пред изборите локални да учествуваш некој турнир. Јас мислам дека ќе имаш средства да учествуваш не на еден, не на два, него на повеќе турнири. Ќе се соберат тога и средства. Мислам дека ќе соберат тога и средства, знаеш. Штета што Македонија не е изборна секоја година, за да можат и... Тоа е жално, например, сега на овој турнир, значи плюс големо искуство ќе биде за децава, значи да игра со Звезда, со Партизан, со Милано од Италија. Значи не е тамо ко сега што е успехово, и ние не се надавме прво. Јас не се надав на овој четврто место што пола екипа бевме, тамо сите си беа комплет. Значи жално беше ние прво опрема добро што имав. Друго, кога ги видам играчите, значи, еве овие пингвини што не покануват, од најмалите, значи М12, М14, со се комплет опрема да си беа на... Околу 50 деца бе. Околу 50 деца. Любче, ти играш на позицијата бек. Да. Дали беше ефикасен, да ми кажеш нешто така послободно во емисијата, да ми кажеш некои работи за тебе лично и да ми пренесеш лично за твоите другачи, мислам твоите колеги од екипата. Дали мислиш дека имаат трема во играта, дали бидејќи тука кога ве гледам на некои надпревари доста се слободни во начинот на игра. Меѓутоа друго си е таму на страна. Турнир со други деца. Премореност, трема, Да. Еве, дали ти како играч мислиш дека немаше трема да играеш? Немав трема да играм против нив. Исто така и другите деца кои играат со мене немаат трема да играат против нив, не се плашеа. Иако беа поголеми од нив, повисоки, не се плашеа да играат против нив. Значи, можеме и преска заклучиме дека можеме да се носиме и вие сте квалитет. Сега ви престои првенството, имате уште еден надпревар, мислам во понеделник ќе го играте со Пиколо, бидејќи првенството треба овој дел првиот да заврши, вие како второ пласирана екипа позади екипата на Фени. Индустрис го освоите второто место и влегувате во разигрување за првак на Македонија, односно од 4 региона. Од 3 мислам да се прави екипа, например, 10. Колку екипи учествуват? По 10, значи 10, најдобрата четврта екипа од 3 региона, значи ние сме сега од 3 по 3 и најдобрата. И најдобрата учествува, мислам за... Еве ова е интересно првенство за вас во Македонија, ајде можеме да се уште по-добро носиме со нашите екипи. Меѓутоа ти како играч, дали го осеќаш некоја неправедност кај нас со оглед на фактот што јас знам, бев и јас со кошарката и судија бев, и знам на тие мали категории како се суди, бидејќи судат домашни судии. Барем сега е таква праксата. Па не е исто да играеш дома и гости, зашто тука судиите сепак за тебе судат, за домашниот тим. Помагат на домашниот. Да. На гости... Колку можат. Да. На гости не е така. На гости си судат за нивниот тим. И треба да бидеш класа, например. И колку и да бидеш класа, значи тај судеј што е поискусен. Добро, Чапо, ја разбирам што сакаш да кажеш, мене кај на друга работа ме интересира. Длго време сме у кошарката, јас знаеш дека длго време... И судија. Малку, не бев делегат повеќе бев. Повеќе делегат бев, 8 години бев судија. Меѓутоа, во тоа време немаше такви работи, не се случуваа. Зборам за овие младински лиги. Бидејќи ако се организираше некој надпревар, си одеа судија од страна, си доаѓаа делегирани. Дали мислиш дека Кошарката федерација на Македонија ово го прави проформ, односно овие групи ги прави, овие лиги мали ги прави ради ред? Славче мислам. Ако? Тоа е само формално. За финансиските потреби на КФМ. Ние плаќаме секретар, ние плаќаме чистачи таму што се треба, ние плаќаме таму што е води лигата, знаеш ти кој е комесар за лигата. Значи, рачунете 140 екипи се младински.
Значи котизација што се плаќа. Плаќате по 100 евра котизација од екипа, така? Лиценцата на играчот е 100 денара. Една лиценца. Беше 500 денара, прво се правеше 500 денара, со тоа, например, со таа имаш попуст да идеш во Орка да си земеш. Не, ја прво немам услови. Значи они за бизнис го прават. Немам услови, значи 3 екипи сам пријавил, значи јас сакам децата да ми играт. Значи како ќе има напредок во кошарката, ако не игра, например, ко сега исклучил Буви, значи на интернационален јак турнир, значи ќе го знаат и него сега и за натаму. Значи има талент кои овие деца што можат да играат право. Значи се врти околу парата. Парата, па затоа збориме дека ние финански сами се плаќаме, се. Значи прво благодарност до родителите што може смогна на некои некои родители. Сега јас знам, значи тешка е ситуацијата, значи околу 500 евра требаше и плюс не исклучио, например, ова е одеднаш исклучи. Овој турнир. Друго е, например, јас сега до година, например, планирам во Виена. Значи, планираме сега пингвини во мај-јуни да се одат, значи, тамо да се една недела, мислам, да се виде, али прво за Белград не верувам дека ќе одиме, значи немаме прво можности. А ако се најдат смогнат можности, значи може да се направи и не да одиме до 5-6 души, значи таа екипа што не е на Дино Баскет. Па и така е, мислам, најлогички, да нема од страна играчи или секој. Немаше од страна, току имаше и помали генерации што тие мора да играат во милениум, значи тоа е. Буби, јас се чапа ќе прекинам тука бидејќи сакаше да одговориш. Сакам да те прашам една работа. Дали ти мислиш дека Баскет Дино може да организира, играш си и желба ти е нормално да организирате еден турнир меѓународен. Не мора да е со многу екипи, нека е со 4 екипи. Или, ајде да кажеме, 5 екипи, нека со вас заедно 6. Дали мислите дека може да се организира и дали мислиш дека ќе профункционира еден таков меѓународен турнир да се организира во Кочани? Со оглед на фактот што сега Кочани веќе добие од септември, така се најавите уште една сала. Дека сала. Да, па може да организираме турнир. Сега зависи од средствата кои ги имаме. Дали ќе сакат да дојдат на турнирот, треба да ги поканиме, ако дали ќе сакат да дојдат. Да, по со оглед на фактот што и они си го плаќаат сето тоа самите. Вие само треба да организацијски да поставите работата. Сала да се обезбеде, суди се, ама ти како млад играч сакаш нели нормално пред домашна публика да играш. Па знам, гледам у таа возраст и малку сега и девојките се вие атрактивни малку и тоа е желбата, Сашо, дали размислуваш ти конкретно да поучен од ова искуство што го имаше сега пред една седмица и со оглед на фактот што имаше покани и од пингвини и од овие од Србија Сорус, како ги кажу Сорес, да. Дали размислуваш дека може во догледно време, може за година-две да направиш еден турнир? Може да направам турнир само со вас, спортски работници. само со тебе. Значи, знам дека ти си, мислам, по тоа по организацијата. Колку можеме сите ќе помагаме, Кочани има доста. Кочани има, например, мотел што треба може да собера, например, 50 деца. Добро. Може да се направи добар турнир, меѓународен, и тоа планирам јас. Планирам, не е само од сега, значи. Колку чини да организираш по твој еден турнир? Ево да го организираш у Кочани. Реално. Па реално тоа сега зависи во тај, не сум бил. Значи за хотел треба да се плате 3 дена, например, да биде со дорчек, ручек, вечера. Плаќат си, они си плаќат или те до организаторот го плаќа тоа? Па сега тоа е, например, друго е, например, овој турнир, што го организира ФИБА, Монте. Значи ние сега таму отидовме по тој турнир и си го плаќаме, например, се си плаќаме. Добро. Сега, например, можеш да, значи тоа е на ниво на Европа. Друго е, например, овој турнир што го правиме, градски, например, градот Кочани го прави, или Баскет Дино го прави, тоа треба да се договориме, поканам ги, пример чешки, или тоа, значи дали они прифаќаат тоа? Тие услови дали ги услови? Дали, например, под наш товар ќе бидат само превозот они да си го платат, под наш товар да биде, значи, сместувањето. Сега, мислам, може да се известен, може не, значи известен од некои работи, баш за тоа и оддавна се трудам за да дојдам до таа, за турнирите што повеќето екипи превозот си го плаќат, а тамо смештајот е на домакинот.
Значи сепак чини еден турнир да се организира. Со Не, три са- екипи не, од страна. Со 3-4 екипи, например, Три екипи со домаќин од 4. 4 екипи, значи За може да се почеток може да се направи некој може се турнир. зависи, например, Па ча погледај са, пошто овај турнир вие си плаќате да го организира ФИБА, ние други ќе го организираме под КФМ, па има дупло да плаќат овие гостите што ќе дојдат. Па мислам И дека да остане и за нас некој денас. Значи прво сам изненаден од овој турнир, озбилно ти кажам, значи што ФИБА и прва година така и другите екипи што се биле се многу изненадени од организацијата. Значи тамо ние до салата, но тоа не сме го правиле. Значи до салата прво идеме саат време. До салата. Далеко сме стуѓи. Значи прво одеме со локал. Не со автобус директен да не чека од хотел, значи со локал. Јасно. Значи таа е, значи сами се средуваме, сами се значи да дојдеш до таа дестинација. Од таму спајаме, одеме во метро. Значи една-две станици одеме во метро, па после тоа одеме до саат. Значи саат време, значи рачунај до колку треба да станеме, колку треба доручок да биде, колку. Значи таму беше ручекот и вечерата. Доручокот беше во хотел. Значи само тоа на пример. Тоа е Европа. Сакаме Европа. Па тоа е Европа. Првенството, реков, почнува од следната сабота. Следната недела, да. Да, следната Вчера сабота. беше, Да, на следната состанок. сабота почнува првенството, односно она доигрување за шампион. Кои се твоите очекувања како тренер? Па ви баш сега Бидејќи кога ги познаваш, правиме, бидејќи ги ги познаваш знам сите другите, не баш сите екипи, и баш вчера кога бевме на состанокот не фаворизират меѓу првите 4 екипи, и тоа на сите го кажав, ако бидеме во првите 4 екипи, турнирот да го направиме тука во Кочет. Еве ти за турнир да се направи добар за градот. Значи, ако сте првите 4 екипи Ако првите 4, значи, играат турнир. плейоф и дека има И турнир. шанса Кочин да го Значи, земе. со тоа, значи треба средства. Значи може ако не најдеме средства, значи треба да се платат суди, треба да се платат тоа котизацијата. Домашни суди не ли се за тоа? Не тоа што од Тоа Скопје. кога се зима пари, значи од Скопје суди ќе Од доаѓа. Скопје треба котизација и на лиценца. На лицитација. Значи, На лицитација сега кој? Значи- пак треба значи да се седне на пример со кои луѓе значи прифаќаат за да ви не можеме јас сега сам да значи да значи речем. не, сепак се врти околу парата во КФМ, значи останали Значи тоа што прави 20 години што се правеше тоа и продолжува да Значи се прави. тие пари сите кога баш преска кога правиме сите пари во Сојузот, со тоа што судиите овие му кажеме не на пример не можам да се лутам на нив, толку си на пример судии толку искуство имат и само судат овде. Друго е на пример да идат настана да судат во Скопје, од Скопје да дојдат, а тие суди во Скопје се искусни суди што можат да те 4-5 фаула да ти направат. Не, да ти ги Да ти ги наместат. наместат за да. И овде, мислам на тоа не можеш после да. Значи, како беше тамо играњето во Прага. Значи се играше 2 пати по 20 минути. Тоа сакам да те Тоа- прашам за на крај на емисијата ми ги тоа А, добро, добро, штом го не, добро. штом го почнал урети. Значи таму тоа сакав да го кажам на крај на емисијата ми ги тоа добро. Сепак држи место. Емисијата разговори разговараме, се судеше и се играше по нови правила што треба да започнат од Олимписките игри да се применат сега во Лондон 2012 за да може после во сите првенства да се Па Пред. не за тоа, јас и со други што бев информиран, мислам 4-5 Значи години, овие само на тај турнир сте правила. За какви правила се работиш? Па види, се играше 2 пати по 20 минути. Добро. 7 фаула, значи 8-миот фаулт. Ние го направиме, значи во бодно сме. Добро. Ако направиме 8-миот фаулт, значи без веза да значи слободни фрлања нема, значи еден кош ти пишуват против тебе Значи, и плюс секој нареден топка, да, секој нареден фаулт ти е еден кош и плюс топка од страна. Тројка имаш. За тројка идеш на полагање. Не даеш кош, на пример. Да фаулт ти направат. Значи кош и едно слободно. Ти дава значи 3 коша е тоа. Значи има многу правила што и таму и ние самите додека се бев. Ако е нерешен резултат, нема продолжеток, туку се игра три играчи од мојата екипа и 3 играчи од твојата екипа слободни. Кој промашува, значи од трите кој да е повеќе, тај е победник. Значи некои специфични Значи правила. некој тоа за Тоа си Ко- прави си некој на- забава таму, значи. тоа повеќе е значи забава за
Фиба. Па добро, и за Монте- децата, и за децата е забавата. Гледай сега. Прво, Славче, извини, Они прво, правят- Славче, тие таму и другите што кажа, значи тоа е повеќе за забава. Да. За забава. Некој, например, нормално е дека 1400 км да одиме, 24 сата да патуваме, пак треба да имаме нешто за да кога сега што е успех, например, за Баски Дино. Значи не е само да идеш таму да се забавиш. Значи треба и да играш. Значи успех. Например, за ние големо искуство ова. Друго е наста кога играат кога интернационалци, например, во странство, друго е овде. Да. И за тоа, например, тие ги услови не еме ние, што сакам, например, бил сам кошар, што сакам да видат прво, па после Да го мириш на тај Да го мириш на тај народен, да. Кога еве тоа дете што тој феномен, мислам, до сега не сам видел стално На таа возраст. на таа возраст што на сите позиции и се игра. И играше со сите генерации. М14, М16. Значи, стварно, вонсериски талент. Да. Од Кочани имаме еден бисер во кошарката Дарко Соколов, на кој Да. треба сите сакали или не да му скинеме капа, да му се поклонеме и да му кажеме едно големо благодарност што го представуваше Кочани за време на Европското првенство во кошарка. Ти, Буби, и дали имаш некој така играч што си се угледал на него и кој ти така идол во кошарката? Па има многу играчи кои се огледуваме. Мислам сега не во Македонија, во НБА повеќето играчи, А од македонските? па зависи, не знам. Нашиот. Нашиот Дарко Соколов. Дарко Соколов, а? Треба, слушайте, Дарко Соколов излезе како феникс од Кочани и многу му фала што успеа толку далеко да дојде, бидејќи стварно треба сите да бидеме горди што сме му на некој начин сограѓани на него. Чапо, он беше од кај тебе од почетокот Не знам, од твојата не знам, школа. од тие други гласи не се слуша, мислам тоа е Добро, тоа гледај, сега додека не постигна Дарко успех, сите кјутеа. Кога го постигна успехот, сите се ударат од гради дека... Али тоа останува на него, мислам. Добро, тоа си, да, он го кажуваше еднаш кој емисијата дека е почнал, кој ми беше гост со него кога правеха еден разговор, кај е почнал, што е почнал, кај Да. е почнал. И он беше еден стварно, уште од дете, еден, ја да кажам, вонсериски талент. Дете со плава коза што изненадуваше и јас кој ги гледах тие турнири на училиштата, бе па фрапирано од едно дете како игра кошарка и како може со таа конструкција таква една топка да дојде, меѓутоа стана мажиште. Желба прво, да, желба требаше и упорен беше Да, дете. многу Значи упорен за тие Славче 4 години кога беше кај значи деликатес кога беше 4 години само 2 пати ми отсуствуваше од тренинг. И он уште тогаш ми кажа, вика ја нема ни школа да учам, ќе играм кошарка. И се исплати тоа. Мажиште стана и јас сакам да ни го представува и натаму градот. Играше долго време кошарка, капитен на Деликатес. Деликатес, што јас дај да кажам, е еден од творците на модерната современа македонска кошарка, бидејќи ако собственикот на Деликатес Ванчо не го доведеше првиот Црнец Апшо у Кочани, ако не ги доведеше после и Алонзо, ако не го доведеше и Инграм, другите немаше да бидат заинтересирани, а знаеме каква атмосфера и како се играше. Дали у догледно време може да се повтори она што се случуваше со Деликатес у Кочани? Ево, у кошарката си. И у Македонија следеш кошарка. И у Македонија жално е тоа, баш вчера со ќе ви кажам со Марин, со Мицевски, знаеш кој е судијата што ти беше, и он е многу разочаран прво од тоа играњето и особено горе што викаме главата која, значи, од каде мириш се рибата, од главата. Да. И овде во Сојузот, значи многу е иритиран со тоа што жално е прво вика, жално е за кошарката, жално е за се. Овде, значи, многу треба време да мине, за да дојде како што беше Деликатес. Значи, овие деца сега што се 6-7 години, значи, више израснал од кои играчи, кога треба сега да ги спојаме, да почнеме да играме, значи, финансии се друго. Моје и основно, најголема желба ми беше овие мои играчи да ги спојам, да бидеме едно семејство.
Јас си го и сега викам и од порано го викам. Значи ние ќе бидеме повеќе во салава него што дома ќе бидете. Значи нон-стоп и го зборам, прво да се споат сами, да бидат другари. Значи да размислуват како еден сите. Кој е не. Значи кога се погледнеме да знаеме што работиме и што имаме цел право за натаму. А ова што го зборам, значи треба многу финанси за да успееме и мора нешто, значи државата тука да видиме за спортот што ќе биде. Значи прво, еве сега со овие здруженија на граѓани немаме, значи тие за еве сега за Милениум што влезе во прва лига, значи оние се здруженија на граѓани. У агенцијата, значи мора да го сега на акционерско друштво. Не за кошарка, не за кошарка, сега има попусти. Не. Добро. Еве сега од Добро. Агенцијата за млади спорт се повикани, значи тоа треба да е со 4 осигурани луѓе, да се баде со тоа не можеш да играш у прва лига. Значи тие се најголемите информации, информации се тоа што точни информации што сега еве баш со директорот на Милениум, он беше таму со ова и баш сега вика примевме порака што треба да имаме агенцијата за да се договорат за тоа. Значи за тоа треба огромни средства прво. За трета лига Славчек треба околу 3.000-4.000 евра. За трета лига. Значи јас планирам, значи не да станам ко приватен клуб Баскедино да постое еден ден, значи планираме за догледно време да играме, значи планирам сега, значи сега ќе биде 93-та, 94-та, 95-та, 96-та, значи со 95-та сега од оваа година мислам дека ќе поголем успех имаме сега. Значи 95-та, 96-та се многу добри и 9 не ги подценувам, значи не ги подценувам, мислам и сите деца што се 94-та. И натаму што имам деца овие што се 99-та, 2000-та што планираме да се такмичат. Значи има многу деца, има талентирани деца, со тоа треба работа. Можеме да го достигнеме, значи не е услови прво, не е приближно. Да. Значи да не се само вараме дека залажуваме дека и обекинат дека ќе биде кога треба многу време. Значи кога овие деца сега што се од мали, значи од четврто, пет тука не, значи сега е више возрастен, уште малку ќе биде, значи на првиот пат го водам не само сите деца, значи да додат за спортот, например, да се за да успеат. За да успеат нешто и да имат желба прво. Чапо и Буби, фала ви што бевте гости во емисијата. Мислам дека она што ме интересираше, Буби, јако многу малку збориш, ти гледам го има голема трема. Па добро, прв пат е сега. Камера си е камера, нема тука... Тука да има трема, да нема на терено треба. Да, тоа сакав да го кажех. Како тренер на тебе и на него како играч на екипата, ви посакувам достојно да ја презентирате кучанската кошарка во оваа лига во која што играте. И се надевам дека по завршувањето на тоа првенство повторно ќе ви видите гости, меѓутоа ќе бидеме во во поширок број и дека ќе можеме да смогнеме сили да го организираме тај турнир во Кочани. Па со задоволство ви бил благодарен и на вас што не поканевте во емисијата и поканувам прво може да ги поканувам гледачите на Канал 8 во понеделник, значи дерби на колото, значи Баскедино сега домаќин со Пиколо, да дојдат и баш тие деца да ги видат на дело, значи што беа на турнирот во Прага. И за, да кажеме, и за кои понатома, значи може, значи треба и популарно самите да си даеме, значи 3 деца, тоа може да се каска. Кажаме го за кошарка, дека се за репрезентацијата. Да ги видат на дело деца. Малко трема имаш, па забраваш што спомнали го емисијата. Буби, на тебе фала ти. Убаво да си ги поминеме великденските празници и повторно да се гледаме за убави нешта. Почитувани мои, тоа беа вечерашните мои гости, учесниците на турнирот во Прага, меѓународен кошаркарски турнир. Тоа беше за генерацијата М16, значи до 16 годишна возраст, меѓутоа мислам дека овие деца како ќе минува времето, така ќе созреваат и ќе ни донесат многу добри, подобри резултати и поголеми успеси од ова. Ви благодарам на вашето внимание, ви посакувам среќни великденски празници, убаво да си ги пречекате и повторно да се видиме следниот петок во истото време на истиот канал. До тогаш, уште еднаш, довидување и да сте ми живи и здрави.